Дали органите на прогонот истражуваат кој и зошто го следи кандидатот за председател Стево Пендаровски? Дали обвинителството ќе отвори предистражна постапка за сомнежите кои ги изрази Пендаровски во вчерашното гостување во Студио 1? Вакви прашања испративме до надлежните, од кои се уште не добивме одговор. Пендаровски рече дека тој и неговото семејство се физички следени од тајна разузнавачка служба на голема опозицијска партија. Сигурен е дека дел од нив се вработени во државните безбедносни служби, а се работи за следење на политички опоненти. Станува збор за една тајна разузнавачка служба која е блиска со една опозициона партија, за која неодамна јавност имаше можност да разбере дека постои. Бидејќи во неколку наврати ме сликаат во движење во град, на јавни места, меѓутоа тоа никогаш порано не се случувало, бидејќи нема потреба да се случува. Говорите тајна разузнавачка служба. Тоа се структури врзани со една опозициона партија, голема опозициона партија, за која неодамна имаше во јавноста извештаи дека подготвува на дневна основа, значи. И води евиденција каде одите вие, каде одам јас и така натаму. Тоа значи дека ве следат? Да. Иако Пендаровски нагласи дека се работи за служба блиска на опозицијската партија, денеска од штабот, како и председателскиот претендент Гордана Силјановска, му импутираа зборови велејќи дека споменал странски служби. Вознемирена сум од сомнежот на против кандидатот, господинот Пендаровски, за председател на Република Македонија, дека е следен од безбедносните служби на некоја странска држава. Тоа што Пендаровски е фотографиран од граѓаните како лаже и му е прикажуваат дволичноста, за него тоа се странски служби. Фатен во лага, фатен во лажна скромност, тој без трошка срам обвинува за следење од странски служби. Председателот на изборниот штаб на СДСМ Александар Кирацовски денеска рече дека МВР презема активности за откривање на лицата за кои има индиции дека го следат Стево Пендаровски. Што миден председател на држава изјавува за одредени индиции, алудира на одредено следење од одредени служби од опозицијата, евидентно е дека истите постојат. МВР веднаш презаде иницијатива истите да бидат откриени и изведени пред лицето на правдата, изјави Кирацовски. Сомнежите за паралелно партиско разузнавање се појавија по објавувањето на прислушуваните разговори, а МВР не излезе во јавноста со информации дали ги истражува сомнежите за паралелна разузнавачка структура сместена во Белата палата.